Крајно неодговорно е во време кога земјата очекува датум за старт на преговорите со Европската Унија, а во исто време се подготвува за предвремени парламентарни избори. Кабелските оператори на граѓаните да им се закануваат со медиумски мрак, алармираат од Македонската медиумска асоциација, каде членка е и телевизија Алфа. Гарантираат оти во програмата што ја зрачат се почитуваат авторските права. Зошто ние не се плашиме? Зошто ние не се заканиме дека ќе исклучиме програма? Некој очигледно пиратира и сака да продолжи да пиратира и се заканува на јавноста дека ако не му биде дозволено да пиратира и да врши криминал, дека тогаш ќе затемни и ќе влезе во информативен мрак. Клучниот проблем е во нелојалната конкуренција. Например, за странски филм Алфа ги плаќа сите права и обврски за да го емитува, додека операторите кои ја пренесуваат Алфа го прават тоа без никакви обврски. Од тука националните телевизии прашуваат дали е во ред надлежните да им дозволуваат на телекомуникацијските мрежи да пиратираат програма, додека медиумите се борат да опстојат на пазарот. А за да биде уште поедноставно, дали земјите од Европската Унија би дозволиле, например, телевизија да купи филм од некоја од нив, па со македонски превод или синхронизација да се реемитува на нивниот пазар. Тие кабловски оператори, вклучително најголемите, едни од германски, други од австријски, на кои предпоставам не им паѓа крај памет такво нешто да направат во нивните домицилни држави, во Германија и Австрија, ќе им стават клуч, да немате дилема за тоа. Еве да ги исклучиме нив, сите други имаат околу 100 вработени, тоа е се. Се прашувате ли вие како ние обстојуваме на пазарот, се конкурираме? Никој од нас нема под 125, под 130 вработени. Од Сојузот на стопански комори алармираат најавата на кабелските оператори за прекин на реемитување на домашни и странски канали. Негативно ќе влијаеле врз бизнисот. Доколку операторите сакаат да ги прекинат условите, односно под оние услови користењето на услугите кои што ги имаат доставено и подпишано во договорите со своите корисници, за истото треба однапред да ги известат и ако треба да ги раскинат договорите, а не да не фактурираат за услуга за која што склучиле договор дека непречено ќе им ја снабдуваат. Од ММА апелираат сите чинители да ги почитуваат авторските права и правата на интелектуална собственост предвидени со Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, кој според нив бил донесен уште во декември 2018-та. Бараат и оставка од првиот човек на АВМУ Зоран Трајчевски поради лажните изјави дека законот е донесен во нетранспарентна и брза постапка.